Добро утро и од мене, а моја гостинка денеска, еден ден пред завршувањето на 16 дена активизам против родово базираното насилство и семејното насилство, тоа беа 16 интензивни денови за оваа работа. Моја гостинка е Ана Нушкова Аврамовска или Ана Аврамовска Нушкова, никогаш не ми е јасно, но без разлика. Од платформата за борба против родово базираното насилство, односно глас против насилство организацијата, со која што ќе поразговараме за што току завршената уште еден ден има нели од овие 16 дена, за кој што, ако ми дозволите, сакам да констатирам дека повеќе организации, ми се чини, отколку минатата година, па и пред минатата година, дали заради пандемијата или сега олабавија малку мерките, па веројатно и тоа влијаеше да има многу повеќе активности и многу повеќе различни организации да се вклучат во оваа кампања. Да, Сашка, ти благодарам прво за поканата. Од 25 ноември, заклучно до 10 декември, имаме 16 ден активизам, каде што се бориме против насилството врз жените и девојчињата на глобално ниво, така и кај нас се означува. 10 декември ја славиме Универзалната декларација за човекови права, тоа е утре, кога ќе се ставија сите постулати за заштита, сеопфатна заштита на сите човекови права, вклучувајќи и правата на жените и девојчињата. Оваа кампања за оваа година можам да истакнам дека беше полна со активности и мене ме радува тоа што и не само во Скопје, него и во другите градови на Македонија, посебно ние како национална мрежа против насилство врз жените, организиравме неколку со помош на нашите локални членки, организиравме неколку панел дискусии со представници од локалните самоуправи, потоа представниците од центрите за социјална работа, од полициските станици, каде што разговаравме кои се потребите на жените жртви на насилство, кој е пристапот и како да ја пружиме првично правилната помош и поддршка на жртвите на насилство, а потоа и како да поработиме сите заедно на превенцијата против насилството врз жените. Така. Ние оваа година започнавме кампањата преку нашиот женски интервентен фонд. Сами сме силни, заедно сме посилни. Пред да разговараме за фондот што го имате, сакам неколку податоци да прочитам, тоа се официјални податоци. Значи, од 1535 регистрирани случаи, 1138 се жени жртви на насилство. 7 од 100 од жените се демнети. Секоја пета жена преживеала некаков вид на родово базирано насилство. 7 од 10 жени претрпеле сексуално вознемирување на јавен простор и сексуално вознемирување преку интернет. Во однос на фемицидите, 60 од 100 од убиените жени се жртви на сегашен или поранешен интимен партнер. Тоа се официјалните сегаш најнови податоци што ги имаме, но се разбира не може сите одеднаш да се решаваат, односно се решаваат постепено, предпоставувам. Да, јасно. А пандемијата е дополнителен фактор кој што ги уназади и досега освоените права на жените кои што се жртви на родово базирано насилство. По тој повод е и вашиот интервентен фонд. Да, добро што ја спомна пандемијата, Сашка. Во пандемијата ние буквално, можам да кажам, не само нашата мрежа на организации, него и други организации кои што делуваат директно на помош и поддршка, бивме на првата линија каде што помагавме, посебно преку овој женски интервентен фонд, со директна финансиска помош и поддршка на жртвите на насилство. Што значи тоа? Им помогнавме првично со храна и хигиена. Имаше жени кои што ја изгубија својата работа, самохрани мајки кои што нема како да се прехранат. Буквално се правеа пакети со храна и хигиена и средства за дезинфекција, за да може постоа преку карго да им се препратат до нивните домови. Дополнително, со губењето на работните места, како и со намалувањето на работните активности, посебно во реалниот сектор,
многу од жените нема прилив на финансиски средства. Знаете дека домувањето е еден од најгорливите проблеми со кој што една жена се соочува, не само жртва на насилство. Од тој аспект, преку женскиот интервентен фонд, директно им уплаќавме закупнина за определени месеци, колку што ни беа можностите, согласно нашата проценка колку може да се делува за да може да се вклучи повторно на пазарот на трудот и да може самостојно да си ги плаќа закупнините. Имаше жени кои што не можеа сметките за струја да си ги платат. Останува во зимските месеци без струја, без интернет, а децата им беа вклучени во онлайн наставата и беше повеќе од потребно да ги имаат тие основни средства за живот. Да имаат струја и интернет. И не само кај нас, него и регионално, преку нашите групи за заедничка поддршка од земјите од Западен Балкан, повеќето организации кои што делуваа и во Србија, и во Црна Гора, и во Косово, и во Албанија, работеа на првата линија со хуманитарни пакети за помош и поддршка директно на жените жртви на насилство. Женскиот интервентен фонд им помогна на 87 жени директно со финансиска помош преку овие храна, хигиена, закупнина, струја, како и со помош и поддршка во однос на психосоцијална поддршка, бесплатна правна помош, информирање и упатување и од минатата година вклучивме и кариерен советник кој што ќе може директно да работи со нив, да ги насочува за правење на некои од нивните меки вештини, како и да директно комуникација и поврзување со работодавците. Дали им помогнавте на некои од жените, ете, ја изгубиле својата работа, дали некако ги пренасочивте, например, друго нешто да прават за да можат да се издржуваат? Имавме неколку случаи каде што успеавме во тоа, посебно морам да го нагласам со кариерниот советник кој што го имавме вклучено за работа директно со нив. Така да има можност, само треба помош и поддршка да биде правилно и адекватно насочена. Така да и во однос на ова кампања што ја правиме, женскиот интервентен фонд е добар, но тој е отворен фонд кој што дава директна и најбрза помош и поддршка на жените. Но финансиските средства кои што се потребни за да можеме да ги спроведеме овие активности на помош и поддршка, се полни само од донации. Значи, секое приватно или физичко лице може да го сака, има отворена сметка, трансакцијска сметка во банка, како и отворени телефони за донирање преку T-Mobile и преку А1, каде што може директно да се донираат парични средства за да можеме правилно да ги насочиме кон жртвите на насилство. И уште нешто би сакала да назначам. Оваа кампања ја искористуваме не само дека треба 16 дена да зборуваме за насилството врз жени. Оваа кампања е каде што го подигнуваме јавното мислење, јавната свест и ја нагласуваме и вашата работа како медиумски работници, како уредници, како новинари, каде што сите заедно треба да делуваме на полето на превенција. Мониторингот кој што го направивме ние во однос на спроведувањето на активностите на Националниот акцијски план за имплементација на Истанбулската конвенција, најмали бројки, односно скоро ништо покажа дека работиме сите заедно на превенцијата. Најмалку активности се спроведени, само 3% во однос на полето на превенција. А тоа се 3 столба кои што треба сите паралелно заедно да ги усогласуваме. Законодавството е една работа, втората работа е ова што ќе зборуваме и денес за специјализираните сервиси, а третата работа е превенцијата преку кампањи, преку подигнување на јавната свест, со вклучување на сите релевантни чинители. И вие, и ние како здруженија, и институциите како на прва линија согласно законските обврски кои што ги имаат, како и морам да го нагласам потребата од вклучувањето на сите единици на локалната самоуправа кои што морат локално, тие се најблиску до граѓаните и морат локално да работат на превенцијата и дополнително да ги подобрат и унапредат социјалните услуги на своите граѓани со отварањето и поддршка на специјализираните сервиси. Добро, има тука теми за разговор, но еве да поразговараме за овие советувалишта што вие ги кажувате како специјализирани. Што тоа значи? Да, Сашка. Специјализираните советувалишта се и дел од обврските кои што државата треба да ги преземи, да ги отвори. Тие се специјализирани советувалишта кои што тргнуваат од индивидуалните потреби на жена жртва на насилство и незините деца доколку ги има. Специјализираноста во услугите дека ќе добие правилната професионална поддршка согласно
утврдените стандарди. Што значи тоа? Мора да има социјален работник кој што воено може да биде координатор или менаџер на тоа советувалиште и мора да има психолог, односно психотерапевт кој што ќе може да ја води целокупната програма, постапка за надминувањето на траумите од насилството. Дополнително, специјализираното советувалиште има една техничка подготвеност како треба тоа да изгледа и треба пред се, морам да назначам, да биде пристапно за лица со попреченост, за да може секој граѓанин кој што има потреба, а е жртва на насилство, да може да пристапи физички до тоа советувалиште. Вие отворивте едно такво советувалиште сега само да скоро. назначам дека сите услуги во специјализираното советувалиште за жени, жртви и поддршка и нивна заштита мора да бидат бесплатни. Значи таа не треба да плати ништо, ниту за употребата на социјалниот работник, ниту за психотерапијата која што треба да ја добие, ниту за бесплатната правна помош која што може да и се даде. Исто така, во специјализираното советувалиште дополнително може да работат и други професионалци провремено, како на пример психијатар, здравствен работник. Дали порано им се бараше пари на жртвите за да искористат некои од овие услуги? Директно не биле побарани така пари, но доколку ти немаш едно специјализирано советувалиште, каде што можеш на правилно, групно или индивидуално психосоцијално советување да ја упатиш, тогаш жртвите мора да наоѓаат друг начин за да ја добијат услугата. И сигурно дека тогаш ќе одат или ќе пристапат кон приватни психотерапевти, кои што нормално си наплаќаат согласно нивната тарифа. А за адвокати кога се работи, бидејќи и на жртвите често пати тие се услугите што им се најитно потребни, адвокати, психотерапевти и така? Видете, бесплатната правна помош е веќе подолго време препознаена кај нас. Новиот закон не е веќе ни нов, донесен е во 2019 година, ги дава можностите за да има пристап до бесплатна правна помош. Тоа оди преку канцеларите, подрачните единици на Министерството за правда, каде што се поднесува барање согласно незината финансиска состојба и согласно прашањата кои што ги има право да добие со секундарна правна помош адвокат кој што е упишан во регистарот за бесплатна правна помош. Дополнително со измените на Законот за бесплатна правна помош имаме каде што жртвите на семејно насилство кога бараат постапка за привремени мерки за заштита, независно од нивната финансиска состојба, имаат право да добијат секундарна правна помош, односно адвокат кој што ќе ги застапува пред судската инстанца. Така Советувалиштето ја нуди онајна иницијална правна помош, каде што ќе се дава првично упатување и советување и правилно информирање каде да се ги побара овие права. Дополнително, едно што е многу важно за една жртва на насилство е придружбата до институциите, која што ќе може да ја биде овозможена и од социјалниот работник, кој што ќе биде ангажиран во советувалиштето, и од правникот кој што ќе биде исто така ангажиран во специјализираното советувалиште. Добро, ова е позитивна вест дека отворивте вакво едно советувалиште. Реков, имаме уште теми за разговарање, не само во овие 16 дена на борба против активизам и борба против родовото базирано насилство. За сега ви благодарам, ќе ве поканим повторно пак. Вие сте некако веќе и редовни соработници. Затоа ви благодарам многу што се вклучивте и во ова издание на Утрески Благодарам, Бриз. Сашка, што ги препознаваш темите.